Езерото Младост во моментот во Велес. Смрди на амонјак. Ваква порака, придружена со видео, пристигна во саботата на 16 ноември во нашата редакција. Фотографиите и видеата од загрижани велешани покажуваат дека есента донела бела покривка врз езерото кое одлетово мака мачи со кората од измет која донесе забрана за рекреативно користење на водата. Со езерото Младост стопанисува јавното предпријатие Лисиче. Тоа беше нашата прва дестинација во Велес. Не пречека Антоанета Стојанова, одговорна за микробиолошкиот мониторинг за води во предпријатието. Господја Антоанета, до нашата редакција пристигна ваква снимка. Ова е езерото Младост. Ова е пена и според информациите од нашите гледачи, велат дека имало мирис како амонјак. Дали сте запознати? Да, запознати сме со ситуацијата. Во петокот направивме теренски увид како дел од нашите редовни работни активности и во тој момент ги забележавме појавата на пена во крајбрежниот дел на акумулацијата Младост, која што беше присутна во делот на Отовичкиот залив и крајбрежниот појас околу Отовичкиот залив. Во другиот дел од акумулацијата појава на пена не постоеше. Колекционирани се проби за анализа во нашите интерни лаборатории. По добивањето на резултатите ќе имаме согледување кое што ќе биде базирано на факти. Додека од јавното предпријатие ги чекаат резултатите, побарале консултација и со Хидробиолошкиот завод во Охрид, кој летово ги објави алармантните анализи на водата. Научните сознанија покажуваат дека појавата на пена може да биде природен феномен, меѓутоа може да се јавува и како манифестација на следна фаза од распаѓањето на органската материја во високопродуктивните акумулации, каква што е акумулацијата Младост. Пената што ги вознемири велешани, најверојатно е распаѓање на измет кој од летово е видлив на површината на езерото. Во негова близина лошо е за око и непријатно за мирис. Отидовме до општина Велес. Таму, на влезот во зградата, стојат два големи постера од претходни проекти со кои очигледно дека општината се гордее. Раководителот на сектор Петре Цилаков вели дека неспорен е фактот од езерото Младост е загадено. Според анализите од летово, водата е во очајна и опасна состојба како резултат на фекалии. Тие доаѓаат од градбите кои низ годините масовно се градеа околу Младост, а за кои општината издавала дозволи. Цилаков нема податок колку од загадувачите добиле казна. Точна бројка не би можел да ви прецизирам колкава е, но меѓутоа комуналниот инспектор излегува на лице место, ги следи овие диви приклучоци и дава одреден временски период за отстранување на одредени недостатоци или кои што ги прават и доколку самите граѓани, самите правни субјекти доколку нели се јават такви ситуации, така да знам дека излегува со опомени и доколку во одреден временски период не ги санира, се преминува на издавање на платни налози, издавање на казни и така натак. Имаме сериозен проблем. Неспорен е фактот за тоа што го немаме оној локален еколошки инспектор, бидејќи ингеренцијата е кај него многу поголема, за да може да излезе на лице место да види. Општината секоја година од мај до септември вели дека одвојува по 100.000 денари за да врши редовни мерења на квалитетот на водата. До пред 2 години тоа го правил Центарот за јавно здравје од Велес, но во последните 2 на тендер добива приватна лабораторија која работата ја извршува за помалку од 60.000 денари. Незините мерења летово покажаа дека водата е исправна за капење. По неколку дена, Хидробиолошкиот завод од Охрид достави анализа дека водата е опасна и за човекот и за животинскиот свет. Велес со години е без локален еколошки инспектор. Велат дека бараат на оглас, но никој не се јавува. Општината знае дека најмногу загадуваат оние на кои им прогледале низ прсти низ годините за да градат, иако не смееле. Сега велат дека немаат пари за да го спасат езерото. Општината бара пари од владата за низа мерки кои би можеле да бидат од помош. Македонските граѓани неколку пати го плаќаат езерото Младост. Првиот пат, кога со свој придонес ја граделе акумулацијата. Потоа,
како жртви на корупцијата и неказнивоста, кога мора да ги исчистат фекалиите на оние кои покрај законската забрана ја испуштаат канализацијата во водата.